Денеска сме овде заедно со жителите на Крива Паланка. Практично е предпоследен ден од кампањата за предвремените парламентарни избори. Денеска завршуваме овде со собир во Крива Паланка со граѓаните. Претходно ќе ги посетиме и Кратово и Ранковце. Од она кое што можев досега да го видам и да слушнам од граѓаните, практично е иста сликата секаде, тажна, мачна. Луѓето не се задоволни од секојдневието, не се задоволни од ова политичко мучуриште наметнато од пандемија повеќе од 3 години од ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев, кое што гледаме цела кампања ја помина заглавено во минатото, се уште споменувајќи некаков режим, а имаа повеќе од 3 години да се справат со тоа кое што ни го нарекуваа режим, наместо денеска да бидат нивни лојални поддржувачи и верен коалиционен партнер, има можност повеќе од 3 години да покажат и докажат дека тоа што го тврдеа во минатото е вистина. Но она што е вистина и е факт дека ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев ја донесе нашата држава, нашата Македонија и ја претвори на дното и ја претвори во хибриден режим, а на скалата на транспарентност интернационал, по нивото на криминал и корупција практично се наоѓаме на 106-то место или би рекол на дното во Европа. Ние како ВМРО ДПМН изминативе 19 дена, така и денеска, зборувавме за нашата понуда, зборувавме за нашиот проект обнова, кој што е испишен на 360 страни, зборувавме како до повисоки плати, повисоки пензии, како до 4 милиарди евра инвестиции домашни и странски, како до 640 милиони евра субвенции за земјоделците и нов иновативен пристав во земјоделието, како до реформи во здравството, правосудството, што е есенција, така што имавме што да понудиме и цениме дека имавме успешна кампања и цениме дека поддршката од страна на граѓаните нема да изостане во среда, а потоа да ги засукаме ракавите и сето на кое што сме го ветувале и сето на кое што се обврзавме да го испорачаме.